Почитувани, добар ден. Го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е вице-премиерката за европски прашања, господјата Теута Арифи. Господја Арифи, на средбата со еврокомесарот Штефан Филе ќе ги презентирате резултатите од досега спроведеното од патоказот од предпристапниот диалог на високо ниво. Колку од наведените задачи во патоказот досега се исполнети? Јас мислам и очекувам да имаме една добра и успешна средба и успешна трета рунда од диалогот на високо ниво. Секако дека предмет на тој диалог е целиот патоказ и низ целиот патоказ обврските кои ги имавме сме се придржувале, но мислам дека главно оценување ќе биде дадено по овие три точки каде што јас мислам дека имаме добра реализација и потоа очекувам да имаме една успешна рунда што е многу битна, многу клучна, имајќи го предвид фактот дека се одржува пред извештајот за прогрес и секако пред декември кога ќе се одржи и состанокот на Советот на Европската унија. Превод на пресуди, развој на софтвер за судска статистика, измени во закони и обуки, се добива впечаток дека станува збор за технички постапки кои во себе не носат суштинска реформа за општеството. Зошто има потреба за технички работи да се води диалог меѓу еврокомесар и премиер на една држава? Јас сметам и токму затоа ги подвликов овие три битни големи моменти што носат дефинитивно успех, додека секако за реализација на овие големи прашања, затоа тој документ е патоказ, фактички се дава до детали, детализиран процесот на реализација на тие обврски, така да во рамките на патоказот има и обврски од тој тип кои не се такви само по себе, туку се во функција на реализација на некоја од големите политички договори што ги имаме со Европската унија. Например, преведувањата на пресудите на Судот за човекови права се однесуваат на преведување на пресуди што Судот за човекови права ги донел во врска со разни случаеви за навреда и клевета кои се воделе, што мислам дека ќе им служат многу во праксата на нашите судови да бидат што повеќе во кохеренција со членот 10 од Конвенцијата за човечки права. Еден од приоритетите во патоказот се и реформите во изборното законодавство. Како што е наведено во патоказот, потребно да се направи целосно одвојување на државата од партијата. Постигната ли е таа цел со оглед на тоа што не очекуваат наскоро избори? Јас мислам дека ние исто така покажавме добра динамичност и во однос на оваа прашање, имајќи го предвид фактот дека едно големо прашање со големо заинтересираност што се следи од страна на Европската унија. Значи, изборниот законник се работеше во рамките на работната група во Министерство за правда. Истиот беше испратен за ревизија во ОПСЕ и ОДИР и секако дека тие аспекти кои ги дотакнуваат овие интереси на Европската унија, па зошто да не и наши, апсолутно во голема мера беа земени во предвид. Меѓу другото, тука го имавме и законот за финансирање на политичките партии и сет други прашања кои се однесуваат на изборите. Мислам дека ние како земја треба да го држиме позитивниот тренд на оценување од минатите избори па натака. Значи да ги зголемиме стандардите, тоа е наша цел и на Европската унија исто така и мислам дека и тука оценките ќе бидат позитивни. Во однос на принципот на одвојување на партијата и државата како дефиниција што стои во патоказот, мислам дека тоа е еден политички оптимум што сите ние како претенденти на европски стандарди мора да го расчистиме како волја и како ориентација. Можеме да заклучиме дали
одвоена партијата од државата? За да заклучите со да или не, тоа е проблем, но во принцип како напредување или како напредок во оваа фаза од тоа што си го исцртавме, мислам дека имаме направено добар исчекор. Спомнавте дека една од забелешките на ОДИХР е токму финансирањето на партиите. Неодамна на последните избори имавме случување каде што одредени поединци уплаќале по 1000 евра за финансирање на политичка кампања, а од друга страна во медиумите подоцна изјавуваат дека не се сеќаваат дека го направиле тоа, со што се фрли на еден начин сомнеш врз начинот на кој што се финансираат партиите. Дали за следните избори оваа причина за сомневање ќе може да биде исклучена? Значи, тоа е дилема која е останата отворена како таква, секако дека во рамки на консултации на политичките партии и од позицијата и од опозицијата ќе се види како тоа ќе се надмине како и забелешка од страна на одири на ОПСЕ и на претходните избори, што повеќе пати беше кажано. Значи, за тоа прашање очигледно ќе ни треба едно пошироко договарање како тоа би го решиле, дали би го вратиле старото законско решение или за сега ќе останеме на ова, значи е прашање кое треба да се реши. Тука немаме решение. Дали е реално очекувањето на председателот Иванов во декември Македонија да добие датум за преговори? Јас мислам дека ние апсолутно имаме право да очекуваме да добиеме датум за преговори, особено доколку го финишираме со успех третиот диалог на високо ниво и овој извештај за прогрес. Јас сметам дека после овој едногодишен речиси процес, Европската комисија ќе биде еден многу силен партнер и лобист за Република Македонија. И затоа мислам дека ние таа работа, неколку пати сум го кажала, на Европската комисија треба да им ја олесниме со реализирање на обврските кои сме ги превзеле. Моје чувство е дека ние политички добро одговараме на обврските и според тоа имаме право да очекуваме Европската комисија да се заложи за нас најсилно што може, за да има процес кој дефинитивно ќе ги деблокира отворањето на преговорите со Европската унија. Како ќе влијае кризата врз евроинтеграцијскиот процес доколку се распишат предвремени парламентарни избори или има на повидок некое решение? Процесот со Европската унија е еден висок политички приоритет и ние остануваме ориентирани кон тој висок политички приоритет, додека секако за другите прашања, како и секоја политичка партија, спремни сме да водиме политичка битка, и да водиме разговор, и да договориме, но тие договори секако да бидат за доброто на граѓаните, но исто така и да го помагаат тој процес што е многу значаен за сите нас, а тие се евроатлантските интеграции. Во дел од медиумите се појави информација дека можда на следните локални избори да се кандидирате за градоначалник на Тетово. Има ли вистина во таа информација? Како што мислам дека е јасно и видливо за јавноста, целиот мој фокус и целиот мој ангажман цела оваа година бил ставен во прашањето и подобрувањето на процесите со Европската унија и Европската комисија особено. Мојот фокус и понатаму, мојот политички фокус и мојата базична најголема работа се однесува на тоа работам, тоа е мој највисок приоритет, додека како и секој политичар спремна сум за секакви предизвици, под услов тие предизвици да бидат сериозни, како што сум јас сериозна кон работата што ја вршам. Ви благодарам за разговорот. Благодарам исто така. Вам почитувани, ви благодарам што го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Пријатно.